Животната приказна на Зафиров започнува во неговото родно село Тимјаник Неготинско. Тоше потекнува од просечно македонско семејство кое се занимава со земјоделие. Во разговор со Зафиров тој вели: "Моите родители, Велика и Блаж, секогаш ме учеа дека треба да бидам чесен човек. Често одејќи како деца со сестра ми низ нашите. По завршувањето на средното училиште, Тоше заминува во Скопје, како што вели тој на шега, на печалба. Во тоа време младиот неготинчанец Скопје го гледал како град со големи можности, сам со малку пари во джебот и благослов од неговото семејство. Тоше се доселил во големиот град. Раскажува Тоше: "Живее во трошно подрумско собиче кај едни постари луѓе. Понекогаш немав ни за леп. До собата каде што спиев имаше подрум каде газдите ставаа зимница. Гладен јадев од теглите и така заспивав. Многу пати сакав да се вратам дома, во Тимјаник, но моите родители ми даваа сила за да издржам. Имаше денови кога јадев само ориз кој ми го праќаше мајка ми. И ден денес си ги посетувам моите газди од собичката и си ги викам баба и дедо. Во 2001 година решивме да се земеме со мојата сопруга Габриела. Тогаш се пријавив доброволец во специјалните сили на војната полиција. Успешно ги поминав сите тестови и почнав да работам. Во тоа време пред 11 години ми се роди синот Блаже. Како сега се сеќавам, ми се јави мајка ми и ми рече: "Честито синче, верувајте, нема ништо поубаво на светот." Тогаш работев многу и почнав со тренинзи заедно со Бобан Ѓуровски како мој тренер. Во 2003 година станав апсолутен шампион на Македонија и трет на Балканот. Голема поддршка имав и од човекот кој до ден денес остана фер со мене. Тоа е Дејан Митревски Урко. Главна мотивација ми беа најблиските. Сопругата е задолжена за мојата исхрана. Децата исто така беа цело време околу мене. Имаше момент да лежам на креветот и самиот со себе да си зборувам дека не можам повеќе. И синот тогаш ке ми викнеше: "Ајде тато, издржи, имаш уште 25 дена." Тој ми ги броеше деновите. Животниот пат на Тоше продолжува во фазата кога поради екзистенција на семејството бил принуден да работи дури на 3 работни места. Во исто време работел во воена полиција, попладне работел како обезбедување на VIP личност, а ноќе како обезбедување на дискотеки. Мајка му е најголем промотор. Во својот роден Тимјаник Зафиров доаѓа да се одмори и да се види со семејството. Мајка ми има цела торба мои слики и ми е главен мобилен промотор. Секаде каде што оди раскажува за мене, вели гордиот син. Раскажува Зафиров: "Се бурев како гладијатор, но имав цели визија по која се движев. Кога почнав да заработувам и кога некако се одеше во нагорна линија, јас го изгубив мојот најверен другар, татко ми. Тоа беа тешки моменти во мојот живот, но животот дава и зема. Тоа го знаев и продолжив со мојата гладијаторска борба." Се вработив како обезбедување на еден наш висок функционер и 2 години професионално си ги вршав своите работни задачи. Но во 2008 година решив да оставам се и уште посериозно да се занимавам со спортот кој многу го сакав – бодибилдингот. Во периодот кога отворив својата ретана ми се роди керкичката Ангела. Тогаш го освоив 3-то место на светското првенство во Рим, како и апсолутен шампион на Македонија. Во 2011 година го освоив 3-то место на Мистер Универзум и 2-ро место на Европското првенство во Италија. Во 2012 освоив 2-ро место на светско во Словенија. И еве денес можам да кажам дека сум успешен човек. Имам свој дом кој многу го посакував. Имам семејство и конечно свој мир. Животот дава и зема. Сакам младите генерации да ја разберат поентата. Почнав буквално од нулата. Сакам младите да знаат дека треба да имаат визии и свој сништа. За крај Тоше додава: "Билдерот не е тепач. Порано кога ќе видев лично јас некој билдер со мускули, признавам, имав лоша слика за него. Но и ние сме како и сите луѓе, имаме душа и срце. И ние плачеме и се смееме. Мускулите само го движат телото, а мозокот дава наредби."